5 март, ден понеделник. Ајде да ја отпочнеме оваа недела со овие 60 минути уживање и добра содржина. Ова е емисијата Сончевина на ТВ Сонце, а се надевам дека вие ќе останете со нас до самиот крај. Денеска интересни прилози, сервисни информации од Македонија и од светот, многу квалитетно гостување од страна на една дама, докторка во визија, која што е стручна за проблематиката страбизам, за која впрочем и денеска ќе зборуваме со неа. Но сега сме на самиот почеток, па ајде да ги поздравам оние што се мои пријатели и што допринесуваат за мене и оваа емисија да има подобар водител. Голем поздрав до Саши и Мики Ексклузив, кои што се наоѓаат позади 3 бисери. Голем поздрав до Ламер Козметика и огромен поздрав до Оптика Ели, која што се наоѓа во Бисер на самото приземје Локал 56. Одбрана добра песна за вас, за да ни тргне оваа емисија. Значи секако ќе биде од македонска музика, затоа уживајте. Imam prašanja bez odgovor, nedovršen stih, prekinat most od mojevo srce do tvoje to. Najdolga noć, koga sam sam, ko da sonce to ne ogreva, a znaješ i ti deka je kraj, samo ne ti se veruva. Iako tuka si ti, vo sekoj moj zdiv i srcevo moje te spomnuva. Znam tuka si ti, no jasne sum kriv, što ovoj pa tebe te ostava. Сега ја си заминува, сега ја си заминува, да, сега ја си заминува и тебе те остава. Сега ја си заминува, сега ја си заминува, сега ја си заминува и тебе те остава. Не мора ти да објасниш се, не мора, доволно јасно ми е. Не прашувај како сум јас, еве сум пред тебе, погледни ме. Иако тука си ти, во секој мој здив и срцево моје те спомнува. Знам тука си ти, но јас не сум крив, што овој пат тебе те остава. Сега ја си заминува, сега ја си заминува, сега ја си заминува и тебе те остава. Сега ја си заминува, сега ја си заминува, сега ја си заминува И тебе те остава. Беше моја мила мала крајалица, сладка но и дива како ти игрица. Јас предобар со тебе бев, нели е грев против мене се да правиш ти само од кеф. Се јачаш кога гледаш мажки солзи во очи, знам дека е така, мала, кажи не се кочи. Епа готово е сега, ајде сега да те видам, кога знаеш дека крај и кога јас ќе бидам. За тебе може врака и во оган да ставам, за тебе се што не смеев сакав да правам. Не можам, не сакам, не важи за тебе, само ти да си задоволна, рушев се пред себе. А тоа лице твое на ангел што наликува, кажи сега мала ти за него што си сокрила. Не вина пред сите, а за мене срце немаш, не си цвеќе за мирисање, како што изгледаш. Иако тука си ти, во секој мој здив и срцево моје те спомнува. Знам тука си ти, но јас не сум крив, што овој пат тебе те оставам. Иако тука си ти, во секој мој здив и срцево моје те спомнува. Знам тука си ти, но јас не сум крив, што овој пат тебе
И пред да продолжиме со содржините, јас изоставив во најавата да ви кажам денешните работи што се подготвени само за вас, за да ни се вклучите на 3130-137 и 321-1906. Денеска мојата гостинка од Визија ќе додели 2 бесплатни прегледа очни во Визија. Потоа имаме 2 убави цедиња со народна музика за своја душа од Сашо Ексклузив и имаме 2 влезници за представата Волшебникот од Оз во театарот за деца и млади за четврток со почеток од 19 часот. Малку порано ги доделуваме за да си имате време да се подготвите, да си се припремите за едно убаво излагање и за убава представа. Интересна информација од Македонија. Езерата ќе добијат монтажни пристаништа. Мали пристаништа ќе се монтираат на езерата во нашата држава со цел дополнително да се промовираат туристичките атрактивни места и да се подобрат условите за внатрешната пловидба. Предвидено е да се постават вкупно 10 мали пристаништа на локации во Охридското, Преспанското, Дојранското и Мавровското езеро. Ова ќе биде навистина убав проект. Едва и чекаме нека бидат поставени па да ги посетиме. Следна информација е земена од Курир, станува збор за Microsoft со иновативен форум. На Скопскиот сајм денеска ќе се одржи третиот Microsoft иновативен форум на наставници во организација на програмата на Microsoft Партнери во учењето. Целта на форумот е да ја промовира иновативната употреба на технологијата во наставата и да делува стимулирачки на наставниците за да внесат иновации и современи методи во едукативниот процес. На форумот ќе бидат изложени 40 проекти изработени од повеќе од 15 наставници од 60 средни и основни училишта. Прво наградениот наставник ќе биде поканет да ја представува Македонија на Европскиот иновативен форум на наставници кој ќе се одржи во Лисабон. Одлична информација. Да, би било убаво малку да позајмиме идеи од страна за нашиот наставен дел учењето, часовите да бидат малку поинтересни и да најдат начин малку повеќе да го задржат вниманието на нашите мали дечиња кои што знаеме сега дека многу тешко им се задржува вниманието. Од им преследна информација тоа е дека Сашо Блажевски со самостојна изложба ќе се представи, а таа е насловена Сараевска зима. Во рамките на меѓународниот фестивал Сараевска зима во среда на 7 март во Сараево ќе биде отворена самостојна изложба на охридскиот уметник Сашо Блажевски. Темата на изложбата е Абстракт ин фабула и содржи слики изработени во комбинирана техника на платно. Ова на Блажевски ќе му биде четврта самостојна изложба, а неговите дела предходно били изложувани и на 20 други групни изложби. Тоа беа дел од сервисните информации од Македонија. Сега одиме со хороскопот да видиме што не очекува денеска, а веднаш потоа еден убав и поучен едукативен прилог за семејството.
Најчести лоши навики на малите деца. Многу од навиките кои ги стекнуваме како деца ни остануваат за цел живот. Секој родител сака неговото дете да ги прифати добрите навики, како редовно миење на забите, љубезно заблагодарување на добиен подарок или услуга, добрите манири на маса. Од друга страна, на секој родител му се накострешува косата кога ќе го здогледа своето дете, како со прстето чепка во носот, си ги грицка ноктите, си го цица палецот или се допира онаму каде што не треба во јавност. Повеќето деца имаат некоја лоша навика која предизвикува срам кај родителите. Сигурно би ви било непријатно ако вашето дете си го стави прстот во носето или започне да се допира долу пред вашите пријатели. Но колку и да ви се одбивни овие навики и колку и да ве нервираат за да ги отстраните од секојдневието на вашето дете, треба да ја задржите контролата и да не ја избувнувате. Најголем дел од лошите детски навики се појавуваат затоа што децата имитираат некого или пак со нив се смируваат и успокојуваат. Добра вест е што со текот на годините овие лоши навики исчезнуваат, па најдобрата алатка на родителите е трпението. Еве кои се најчести лоши навики на децата. Чепкање на носот. Скоро секое дете има ставено свој прст во носето. Децата преку допирот го истражуваат светот наоколу и го запознаваат своето тело. Но на некои деца играта со носот им станува навика. Понекогаш децата со чепкањето вадат од носето мукус или секрет и го ставаат во устата или на предметите кои се наоѓаат во нивна близина. Родителите тешко ја толерираат оваа навика и понекогаш стануваат агресивни со своите коментари или го плескаат детето по раката. Родителите со право се иритираат поради ваквата постапка, бидејќи чепкањето на носот е навика која може да му наштети на здравието на детето. Таа може да предизвика мали крварења поради гребнатинки или оштетување на носната лигавица, но исто така и да го зголеми бројот на настинки, бидејќи така вирусите се пренесуваат од рацете директно во носот. Спротивно на тоа, некои доктори тврдат дека со ваквата навика се подобрува имунитетот кај децата. Совет: наместо да му викате на детето вади го прстот од носот или престани одвратен си, или пак да го плескате по рака, со нежен пристап објаснете му дека е срамота да го прави тоа. Нудете му марамче за да се избрише секогаш кога ќе забележите дека се обидува да извади нешто. Одржувајте му ги ноктите куси и мазни за да не си нанесува рани. Доколку чепкањето е интензивно и си нанесува рани, ставете му фластери на показалците за да го потсетуваат да не ги става во носот. Грицкање на ноктите. Грицкањето на ноктите се појавува главно поради вознемиреност, здодевност или нервоза. Може да забележите дека вашето дете си ги грицка ноктите додека гледа телевизија, пишува домашна работа или додека е во друштво на непознати лица. За разлика од чепкањето на носот, кое брзо исчезнува кога детето ќе порасне, гризењето на ноктите може да остане доживотна навика. Грицкањето може да доведе до воспалување и крварење на кожата околу ноктите или до инфекции. Исто така, не е исклучено да се појават мали пукнатини на рабовите на предните заби. Совет: одржувајте ги ноктите на вашето дете мазни и куси. Кога ноктите се подкршени или долги, поголемо е искушението и потребата да бидат грицнати. Кога ќе нема што да грицка, вашето дете ќе се откаже. Ако имате девојче со ваков проблем, кажете и дека ако прекине да ги грицка, ноктите ќе изгледаат убаво. Можете да ги лакирате со прозиран лак. Така нема да сака да си го уништи маникирот. Цицање на палецот. Додека детето е малечко, цицањето на палецот не изгледа како лоша навика и секогаш измамува насмевки. Но кога детето ќе порасне, родителите се активираат да ја искоренат оваа навика. Цицањето на палецот ги релаксира децата, па затоа им е тешко да се откажат од оставањето на палецот во устата. Оваа навика може да донесе и последици за здравието. Освен што може да предизвика инфекција или воспалување на палецот, искривување на забите и евентуално вилицата, цицањето на прстот носи многу бактерии во устата на детето. Совет: до 4 годишна возраст не треба да се загрижувате поради оваа навика, но повеќето експерти се согласуваат дека добро е детето да се одвикне од цицањето на палецот пред да започне да оди на училиште. За да му помогнете да се одвикне, опоменувајте го со низок тон на гласот, давајте му повеќе активности кои го релаксираат, не го оставајте да му биде здодевно или ставете му завој или фластер на палецот за да се потсетува дека не треба да го става во устата. Играње со косата или тргање на прамени.
Играњето со прамен од косата е нервозна навика и на многу возрастни, но кај децата е особено честа појава. Едноставното вртење на прамен од косата со прстите и не е некоја навика за која што треба да се загрижувате. Има простор за паника ако вашето дете започне да си кубе влакна од косата, па како последица на тоа да останат килави делови на главата. Доколку забележите дека вашето дете откинува влакна од косата, консултирајте се со педијатар. Совет: ако вашето дете сака да си игра со косата, не му викајте и игнорирајте оваа навика. Најчесто играта со косата е проследена со цицање на палецот, па експертите сметаат дека подобро е да се фокусирате на тој проблем. Ете сме, значи како што си најавив во самата најава на Сончевина, денеска имам прекрасна дама која што и јас многу ја почитувам затоа што сум била како мала пациент на доктор Милка Михајлова, која што е денешен гостин, но овој пат со друг повод. Таа работи сега во приватната очна болница Визија. Добре ми дојдовте. Многу ми е чест и драго што одвоивте време за оваа емисија. Мене ми е посебно драго што се сретнавме после толку години, поготово кога ги гледам резултатите на мојата долгогодишна работа со вас. Так. Како малечко девојче од 3 годишна возраст. Да, ете баш денешната тема е нешто што јас сум го минала, па би било убаво сите што сакаат да се вклучат со прашања, дилеми за своите дечиња или па станува збор за повозрастни, нели, доколку го сетат овој проблем, да ни се јават, а денеска впрочем додалуваме и 2 бесплатни прегледи во Визија. 3130-137 и 3211-906 се контакт телефоните. Ајде, доктор Милка, да ја отвориме темата со прашањето што представува страбизам и амблиопија. Страбизамот е посебна гранка во офталмологијата. Тие се нераздвојни заедно со амблиопијата, тоа значи народски кривогледост. Искривување на очното јаболко према внатре, што се нарекува конвергентни страбизам, надвор, дивергентни, кој почесто се јавува, или горе, сурзумвергентни страбизам, доле деорзумвергентни страбизам. Амблиопијата пак се јавува како последица на појавата на страбизамот. Бидејќи прво кога ќе се појави страбизамот, тој може да се појави на едното око или на двете очи. Родителите се понесреќни кога видат дека двете очи им криват, но ние, стручњаците, повеќе се радуваме кога е само едното око, затоа што тоа око може да се третира. Секогаш после мозокот бара слика од двете очи. Меѓутоа, од страбичното око, кривогледото око, сликата што оди до центарот за вид е нејасна и таа мозокот ја прво супримира, ја исклучува, поготово кога ќе се појави порано страбизамот. И штом доаѓа до исклучување, тогаш нема добра функција на тоа око. И тоа око останува народски речено мрзливо, неразвиено око. И секогаш јас потенцирам на родителите да обратат внимание и да се секираат повеќе за мрзливоста на окото, бидејќи тоа е врзано со време. Од втората година па до 7-та година се лечи. Ако се покасно лечи, успесите се помали. И секогаш треба да се води рачун да се навреме приметат, бидејќи сите страбизми се во почетокот помали и повремени. И тогаш тоа ги залажува некако родителите. Има, нема. Кога ќе има температура, кривењето е поголемо, кога ќе нема температура е помало и века си велат, ајде ќе помине. Меѓутоа не е тоа точно. Затоа што после страбизамот се јавува слабовидоста. Тоа мрзливото око, слабовидоста се наречува стручно амблиопија. Па доваѓа до ексцентрична фиксација, која треба покасно, ако се открие, да се лекува со денови, со месеци, со години, за да би се постигна подобар вид. Во краен случај треба секогаш да се даде посебен потенцијал на оваа област од офталмологијата, на страбологијата
и на амблиопијата, бидејќи денеска живееме во една ера на компјутеризација, каде што е потребен совршен вид, и бинокуларен вид и монокуларен вид. Значи, ние не можеме да дозволиме да едно дете не гледа на едното око и тоа целиот век го осудуваме да не гледа со тоа око, тогаш се заморува, настануваат други субјективни тешкоти, главоболки, поминува окото во супротен правец и низа последици. Затоа е потребно што на време да се алармира и да се лекува детето. Сега, што се однесува до нашиот кабинет, веќе функционира во визија скоро 10 години и ние работиме по најсовремените технички достигнувања, со најновите методи и секогаш сме задоволни со резултатите. Меѓутоа, за да се пофалиме со резултатите, треба да имаме и добра соработка со родителите и со детето. Прво треба од детето се бара да го сакате, да се спуштите на негово ниво, да го натерате да соработува, бидејќи таа работа не е едноставна и за испитување, и за лечење, и треба секогаш да бидете пожртвовани да ве прифати детето. Штом ќе ве прифати, веќе проблемот е пола решен. А родителите пак треба да бидат упорни, да не очекуваат дека преку ноќ ќе го речат проблемот. Треба да имаат стрпление, затоа што тоа преку ноќ не дошло и преку ноќ не оди. Најтешки се оние страбизми кои се јавуваат во раната возраст, од самото раѓање. Тие секогаш носат слаб вид. Тие малце што се јавуваат покасно идат со добар вид, но немаат добар бинокуларен вид. Немаат симултана перцепција, немаат фузија, немаат стереоскопија и така натаму им низа проблеми, немаат добра конвергенција, така да, но потешки се оние кои што немаат добар вид. Имаме јавување, јас се извинувам што ќе ве прекинам. Дали гледачот се уште не чека на линија? Да, на линија сум. Кој ни се јавува? На телефон е Маја Иванова. Маја? Јас сакав да прво да ве поздравам, емисијата ваша ви е навистина прекрасна секој ден. Ви благодарам, и Маја. докторката денес што гостува. Значи сакам да прашам докторке, јас значи имам двомесечно бебенце. Предпоставам дека не е нешто страшно, меѓутоа и ве пак ме како да кажам, ме потикнавте од темава чисто да прашам. Дали е нормално кај бебињата да мрдаат очињата на сите страни, да кажам. Меѓутоа тоа на периоди, не се случува постојано. Дали има потреба од паника и дали може би треба да направиме некаков прегрет или тоа е нормално? Така, јас прво ви благодарам што се јавивте, инаку да ви кажам дека ми го земавте прашањето. Така. Секако ќе го поставив. Дали би сакале ви да добиете само да ве прашам еден преглед во визија? Вака сега, бидејќи ние навистина не сме во можност, имам вакцина и друго, значи не би можела за да издвојам време. Ако постои можност за член од семејството, за Милан, за татко. Така, нема проблем, оставете ги вашите податоци за вашиот татко, да си нели го искористите тој преглед. А сега докторката ќе одговори. Така, може да се случам, нели? До 6 месеци очите лутаат и невозможно е да се открие дали ќе почне страбизам и дали има страбизам. Заради тоа не треба да се плаши гледачката, бидејќи страбизамот се јавува малку покасно, во првата година. До 6 месеци велам очите лутаат и тоа не е страбизам, тоа е лутање на очите. Тек од првата година. Сега мајката во првата година, кога постои сомнеш дека пак нешто има проблем, може сама да си открие дали има страбизам. После шестиот месец да го слика прво на еден обичен фотоапарат. И ако се почнува да се појавува страбизамот, тогаш се ствара рефлекс на фиксација светла во центарот на зениците на очите. Ако таа рефлексна фиксација светла, што се јавува на секоја фотографија, надвор од зениците, тогаш треба да има сомнеш дека веќе почнува страбизам, после 6-тиот месец, после првата година и така натаму. Мада и тогаш е рано, се уште е рано. Значи, околу првата година може да се фотографира. Во првата година веќе дечињата почнуваат да се интересираат за сликовници, за разни предмети, играчки, поситни, покрупни. Секоја мајка треба да направи еден најобичен банален тест. Тест на покривање. Го покрива едното око
И детето, ако не гледа со тоа другото око, на кое се сомнева дека има криво гледање, ја трга раката, има одбрамбена реакција. Ако го покрие другото око, а не ја трга раката, не се брани, значи со другото око гледа подобро. Ако со двете очи се брани, тогаш е нервозно. Проба пак. Значи, тест на одбрамбена реакција, која секој родител може да го направи во секое време. Ако детето почнува да се приближува, да речеме, кон телевизијата, оди се поблиску до гледање, предметите се сопиња. Значи, постои можност дека не мора да значи да има страбизам. Може би детето има некоја рефракцијска грешка и слабо гледа и затоа не може да ја оцени висината, далечината и затоа има потреба од приближување на предметите кон видот и секако треба да се направи тогаш преглед. Значи, секогаш е важно прегледот да се направи штом се примети сомнеш. Не треба да се чека. Обично порано се мислеше да се чека 4 до 5 години, затоа што децата тогаш повеќе соработувале. Меѓутоа, кај мене тоа не важи, затоа што со секое дете може да има методи и начини кој е искусен, како јас што имам 40 години, работно искуство, да си открие по најобичен банален преглед на рефрактометарот, со скијаскопот, дали детето има проблем со видот. Може да пуштиме од режија 2 слики со дечиња, за да можат гледачите да видат како изгледа еден страбизам. И следно што би ве прашала е кои се причините за појава на страбизмот. Сега да одговорам за причините. Вака, причините за појавата на страбизамот обично се хередитарни, наследни, од некое може да бидат директно наследни од прво колено, може и од трето колено. Значи не се наследуваат секогаш доминантно, него се наследуваат и рецесивно. А појавата што ја секогаш кажуваат родителите при прегледот е дека има детето температура или паднало, или го удриле и така натаму, може да биде како повод. Затоа што температурата, тогаш организамот е најслаб, ја појачува тенденцијата да се изрази наследноста на страбизамот. Значи, обично е наследно. Меѓутоа, велам, не се наследува секогаш директно од мајка или од татко на дете, може да се наследи од некој дедо, прадедо и така натаму, кои што порано не го знаеле или не го приметувале и сето тоа. Да, имаме уште едно јавување. Да видиме кој е како наш втор гледач, приклучен денеска во живо во емисијата. Добар ден до вас. Ало? Повелете, кој не се јавува? Се јавува, Мирко. Имам синче 4,5 годишно. Левото окце навнатре му гледа. Тоа се деси, он беше роден, мислам, све во ред. Меѓутоа, на година и пол возраст, беше во клиника, имаше висока температура, од таму не отпуштија со температура од непознато потекло. После тоа веќе почнал сето да му забегува. Ало? Се слушаме, да. Оксето почна да му забегува, сега почнавме ние со некои вежби господја да го носи. Му дадоа на очарчиња, едното око го затвараме, али би сакал пак, например, да дојдамете да го прегледаат уште еднаш. Да, обавезно, господине, обавезно. Вие добивате исто така преглед, кај си ги оставите вашите податоци. Да. И навистина би сакала да ве погледнете едно стручно лице со 40 и повеќе години работа. Да. Така. Хвала многу. Поздрав до вас. Кај мене, памтите, докторке, тоа беше исто причината, високата температура. Истото, јас сум го помнила. Тоа е повод. Така што најчесто, барем од овие размена на наши со луѓе искуства, било таа причина. Висока температура. Секогаш повод. Причина е сепак генетиска, макар да не е исклучено да некогаш и температурата. Меѓутоа, кога има температура детето, се познава дека тој страбизам нема голема рефракција, нема голем диоптер. Обично има нормален диоптер и тогаш можеме да се сомневаме дека е причина температурата. А температурата, ако детето има поголем диоптер,
од неговиот до 3 диоптрија е нормално, после 3 диоптрија ако се јави поголем диоптер, тогаш е секако причина на следноста. Меѓутоа, повеќе би се задржала на начинот на лекувањето. Обично сега се прибегнува кон затварање на окото. Кај мене тоа после 3 годишна возраст е деца неисправно. Зашто неисправно? Ако детето има ексцентрична фиксација и вие му го затварате здравото око, тогаш го зацврстува ексцентрицитетот и потоа не можете да добиете никогаш добар вид. Затоа е подобро да се прават затварање на окото и ортоптичко-плеоптички вежби во кабинетите за страбологија. Нарочито кај што се работи стручно со еутископ. Да се излечи прво ексцентричната фиксација, па после да се продолжи со домашни вежби, со затварање, и ние имаме некои современи методи кои што не се толку ригорозни. Место затварање даваме од Швајцарија, набавивме редукционни фолии. Го изедначуваме видот на двете очи еднакво, така да детето не трпи такви фрустрации на затварање, ама тоа се прави, да речеме, кога се постигне извесен добар вид. Не може при лош вид да ставиш фолија и да гледа. Тоа ќе се дзирка пак на окото. Затоа си има правила во кои што се успешно, а во секој случај треба да се прават ортоптичко-плеоптички вежби. Меѓутоа, родителите морам да ги искарам, така речено, затоа што тие повеќе го прифаќаат домашното лекување и тоа е нормално. При денешната економска состојба сите ние сакаме полесно да го решиме проблемот и ќе затвараме, и ќе затварат и после година дена кога ќе видат дека видот не расте, тогаш ќе речат ајде сега вежби. Меѓутоа тоа е веќе касно за лекување и не е успешно толку кога би било на време. Друго, јас морам да напоменам да не се секираат родителите за страбизамот, затоа што страбизамот се лечи заедно со амблиопијата. Кога ќе се видот подизлечи, тогаш и самото око ќе видите почнува да се исправа. Друго едно што би напоменала, најтешки случаи по мене се тие што не се приметуваат. Затоа апелирам и до власта и до сите да се вршат систематски прегледи во рана возраст, додека се децата уште во градинка, а не во школски период кога веќе е касно. Бидејќи малите страбизми не може ни стручњак да ги примети доколку не ги прегледа. Јас се извинувам. Имаме некој што чека на нашата линија. Добар ден до вас. Добар ден, сега ве слушаме, може да ни се вклучите во програма. Дали се уште сте на линија? Ало? Да, повелете, слушнав дека некој чека од ПСК. Сакам да се јавам, да ви пожелам добра ви емисијата. Благодарам. Дали имате и прашање до нашата гостинка? И сакам да ја поздравам Милка, да ја кажам дека на телефон е нејзина стара, уствари керката моја беше нејзина стара пациентка, ја ќе кажам како се вика, пред многу години тоа е Јаковлевска Снежана, со обостран страбизам. Како напредувавте, како сте сега, како е керката? Керката е сега прекрасна, добра е, возрастна е, мажена, има синче. Значи тоа беше лекувањето пред 30 и кусур години. Така. Ке се сети Милка и многу ја поздравам, иначе јас и ме знае она и мене добро, пошто јас ќе носам керката. И да кажам дека е многу стручна, многу е образована, е надвор од Македонија тоа време, значи, и да не се сомневаат пациентите сите што ќе отидат кај нејзе дека ќе има успех кај децата. Многу ви благодарам и пријатно. Убави зборови, навистина. Благодарам за убавите зборови. Јас стручноста би ја оставила исто така да не се сега фалам, меѓутоа јас многу си ја сакам работата и децата ги сакам и се спуштам на нивно ниво и затоа тие ме сакаат многу и секогаш успехот е добар.
Да, така е, така е. Дечињата се тешки за соработка, меѓутоа ете вашето минат труд покажал дека сте можеле и таму добро да се снајдете. Кажете ми, докторке, дали можеме ние да лечиме страбизам без да веднаш одиме под нож, односно на операција и интервенција? Дали може да се санира со конзервативен третман? Да. Сосема сум сигурна дека може да се во повеќе случаи санира лекувањето со конзервативната метода, затоа што јас сум против хируршка интервенција, макар да денеска помладите колеги повеќе прибегнуваат на лечење по хируршки пат. Еве зошто. Хируршката интервенција кога се прави, се крати или се мускулот во милиметри, ама тоа секогаш се дозира према степенот на кривење. На мало дете вие не можете никогаш точно да му го измерите точно аголот на кривењето. Заради тоа што тоа мрда, нервозно е, променлив е аголот, потоа тешко се одредува и острината на видот. Некогаш кажува, некогаш напамет кажува, некогаш не кажува, значи треба едно долго време посматрање. Во колку бидеме стрпливи, чекаме до 10-та, 12-та година најкасно, тогаш можеме сите резултати да ги постигнеме. Самото пораснување на видот, кога се амблиопијата излечи, се повлекува и кривењето. Штом се повлече кривењето и окото се само од себе исправа. Меѓутоа имате случаи кај паралитични страбизми, кај некои страбизми кај што се синдроми посебни, не може да се сосема, не може да делуваат вежбите, тогаш може да се направи операцијата било кога. Меѓутоа после 12-та година потешко, бидејќи има опасност од дупло гледање, од диплопии. Се гледаат и затоа велам до 12 години да се чека, да се исправи окото, да се постигне добар вид, па после естетската страна е секогаш важна. Важна, меѓутоа може да се реши било кога. Јас апелирам до родителите, им давам совет да не се секираат тоа што нивните деца носат наочари. Наочарите се менуваат. Окото расте, диоптерот се смалува. Кај некои случаи, поготово кога е плюс хиперметропија. Тоа е број 1. Број 2 може покасно кога ќе порасне да носи контактни сочива. Значи да никој не познае дека носи наочари или не. А обично родителите најболна точка им е тоа што нивното дете треба да носи наочари. Кривењето исто така ќе се исправи во колку бидат стрпливи, одат долготрајно на вежби, ги слушаат советите и секогаш резултатот е одличен. А секогаш главна поента на нивниот проблем да биде острината на видот. Слабовидоста која се лечи во страболошките кабинети со ортоптичко-плеоптички вежби. Да, може да пуштиме, имаме еден видеоматеријал, да го искоментирате малку и да доближиме што значи тоа движење на очите, мускулите и слично. Може од режија да ни го пуштите овој видеоматеријал. А јас исто би ве прашала кога, во кој стадиум веќе се прави една операција на страбизам? Прво да одговорам за движењето на очите, да го искоментирам. Движењето на очите кај децата, кај страбизмите се нарекува мотилитет, покретливоста. Често пати покретливоста на окото е ограничена, најчесто према надворешна страна, горе или доле. Тогаш се однесува за така наречени паралитични страбизми или Стилинг-Дуанев синдром или други некои видови на синдроми кои ги имаме ние во науката. Меѓутоа, поретко страбизмите имаат од добра покретливост на очите. Тие ги движат очите во сите правци добро и не е зависно толку од движењето на очите. Повеќе, ве велам, страбизамот се јавува како резултат на супресијата на што ја дава мозокот од озгоре центарот за вид, кочењето и сврлањето на окото или према внатре или према надвор кога е детето поголемо. Вашето прашање беше за... Беше кога веќе е неминовно да се направи хируршка интервенција. Неминовно во колку е да се направи хируршка интервенција,
во колку очите се сосема блокирани, не попушта блок, нарочито во третата година, кај што може да се измери овај аголот, и тогаш треба да се направи хируршка интервенција. Меѓутоа, јас во некои случаеви сум приметила дека при затварањето и блокажата како два точка кога се на колата блокираат, попушта. Со затварањето, бидејќи пак тука е поврзан центарот за вид, кој што праќа стимулси до самото око. Најубаво би било да се направи операција, како што реков, после 10-та година. До 12-та година, бидејќи после реков треба да се плашиме од дупло гледање и така натаму. Кажете ми, дали е можно, ова е последно прашање, дали е можно после интервенција повторно да се врати тој страбизам? Значи да се среди и после извесен период да се вратат очите како што биле? Точно, добро поставено прашање. Можно е да се врати кога имал слаб вид. Тогаш окото, пошто кога старее човек очите се шират према надвор, и штом се шират према надвор очите, окото почнува да бега на надвор. Значи, а тоа зависи ако има слаб вид. Секогаш слабиот вид не може да го држи окото право. Ако е видот добар, тогаш не се враќа окото, не се враќа страбизам. Макар да при мал преглед, кој е стручен може да утврди дека некој веќе имал страбизам. Ама тоа е толку минимално што видливо не се гледа. Од обичен човек не можеш да го видиш. Јас баш имав случај на, не можам да нагласам едно девојче, кое што се оперирало на година дена, и тоа во Германија. И окото избегало према надвор. И после правеше реинтервенција сега, пошто е веќе возрастна, и тоа многу страшно, што е за мене невкусно, ама таа немаше никаков вид, броеше прсти на пола метар. И после кога направи реинтервенција се врати навнатре. Значи, затоа мојата поента е на сите родители, совет да го лечат само видот. И секи си дојде само по себе. Одлично, одлично. Многу ми е мило што се надам ги доближивме советиве до нашите гледачи. Имаме многу мамички на породилно кои што си се дома па не следат во ова време кога повеќето се на работа. Ви благодарам за вашето гостување и се дружиме и понатака со други теми. Би сакала да поминеме и во визија да снимиме како изгледа еден преглед, нели да се соочиме директно со вашите проблематики со кои вие секој ден работите. Така што ќе се дружиме и понатака. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и вас за поканата и јас моја голема желба е да им помогнам на родителите, бидејќи треба да знаат онаа што треба да го знаат, да бидат упорни, истрајни и да ги слушаат советите на дефектолозите, на страболозите, така да секогаш резултатот ќе биде успешен. Секогаш да бидат стрпливи. Да. Тоа го посебно спасение. Така. Одиме ние во продолжение со еден кус блок на реклами. Дали знаете дека владата на Република Македонија обезбеди дополнителни 20% повисока субвенција за производителите што воведуваат стандарди за безбедност и квалитет на земјоделските производи? За да ги користите овие дополнителни субвенции, треба да сте земјоделско стопанство кој поседува сертификат за спроведени стандарди за безбедност Global Gap за производство на свежи земјоделски производи и производи наменети за преработка. Пополнетиот образец барање за финансиска поддршка во 2 примерока со сертификатот за спроведени стандарди и другите пропишани документи се поднесуваат во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, на чие подрачје се наоѓа вашето земјоделско производство. Советниците од Агенцијата за поттикнување на развојот во земјоделството обезбедуваат бесплатна помош за земјоделците при пополнување на образецот. Дополнително, владата покрива 50% од трошоците за лабораториски анализи и сертификација при спроведување на стандардите за безбедност и квалитет на земјоделските производи. Добро е кога има некој да ти помогне. Поддршка за побогат род.
оној прекрасен вкус, што сите го паметиме. Жито Прилеп. One way or another, I shall have deliverance. Во продолжение да ви ги соопштам настаните, односно репертуарот на представи во Театарот за деца и младинци. Четврток во 19 часот игра представата Волшебникот од Дос и токму за таа представа денеска очекувам да ми се јави некој за да му доделам 2 влезници, да си го понесе своето детенце или внуче на оваа убава представа. Потоа во петок во 19 часот Зрното, грашок и принцезата. Во сабота во 19 часот Македонска приказна. Станува збор за една убава театарска представа која што е работена врз мотиви на нашата богата фолклорна традиција, за представа што не се врзува за одредена категорија на посетители, туку е наменета практично за сите, и за млади и за стари. Потоа волшебната флейта е во недела со почеток од 12:30. Некако денес е понеделник, има време за до недела, меѓутоа јас би сакала секогаш да ги знаеме овие убави представи, зашто често пати се буниме, немаме каде да ги носиме децата, па еве ни убав репертуар на представи. Се годиме со 2 интересни информации од светот. Првата е Пикасо 50 милиони фунти. Зашто станува збор, ќе чуете сега. Една од најпознатите слики на Пабло Пикасо, девојчето со гулабот, која е во приватна собственост во Британија и која е изложена за јавноста, наскоро ќе биде понудена на продажба по цена од 50 милиони фунти или 59,5 милиони евра. Според надписите на магазинот Sunday Times, продажбата ќе ја објави аукцијската куќа
Кристис, која што е задолжена да најде купувач, но сликата нема да се нуди на аукција. Ова дело за кое што интерес појавуваат странските купувачи е во собственост на аристократското семејство од Велс, но не е познато зошто тие се одлучиле да ја продадат. Сликата Девојчето со гулабот беше изложена во Националната галерија, а од минатата година таа ја краси галеријата Courtauld. Таа слика е вистинска икона, таа магична е, вели Гиас ван Хансберг, експерт за делата на Пабло Пикасо. Беше тоа првата информација. А сега имаме и јавувач, гледач. Здраво, за кого? За Билјана. Малку погласно од режија, кој ни се јавува? Билјана. Билјана, здраво, како си? Здраво, добро. Добро, дали сте љубител на театарски представи? Прво да ве прашам. Па да. Да, вие со кого ќе одите во четврток? Со внукот. Со внучето, одлично. Билјанче, имате две карти, значи до 6:30, односно 18:30. Ве молам до тогаш да ги подигнете во четврток на самата билетара, за да знаат дека тие карти се резервирани за некога. Податоци ќе оставите во режијата за да пуштиме мејлче до нив. Како сте миначе денеска? Добро, вие? Па добро е, супер. Понеделнички и искрено очекувам конечно да се стопли малце. Па да. Тоа ни е важно сега, најактуелно. Поздрав, фала за јавување. Поздрав, чао, чао. Следна информација, идеме со 75 годишник кој ќе ја представува Велика Британија на Евровизија. Давајте режија слика да видат за каков човек станува збор. Велика Британија на Евровизија ќе ја представува 75 годишниот Инглоберт Хампердинг. Пејач Chick Kid Relays Me се искачи на прво место на британската топ листа во 1967 година, кога ги победи Битлси. Нил Макормак, музички критичар на лондонски Daily Telegraph, оцени дека овој потек е или очајнички чин или генијалност. Замислата британската развиена поп култура да ја представува 75 годишен кабаре пејач, очигледно е нечија иронична шега, додаде Макормак. Од друга страна, ангажманот на Хампердиник би можел да привлече многу обожаватели во светот, што на Британија ќе помогне да добие гласови на надпреварувањето, што многумина го сметаат и за наместено. Британија последен пат победи на Евровизијата во 1997 година и од тогаш претежно постигнува лоши резултати. Оваа година надпреварувањето за песна на Евровизија ќе се одржи во мај во Баку, Азербејџан. Ете, старчичко, но добро се држи, човекот кој може би ќе постигне некаков успех. Океј, одиме сега со еден спот, една убава песна за нормално, како што после најава се освежуваме, така и пред одјава. На други лица барам очи нејзини, знам за мене забранети, и како лудак чекам ноќ да осаме, во соно да ја донесе. Без право да е моја несудено, ние двајца да сме заедно. Тоја има, тоја љуби, тоја допија, негова е бесконечно. Но пак те молам, Боже, сокризе ми се, само неа немој не. Прати ми ја, да ми покажам, без неа не, јас не постојам. Прати ми ја, да ми призна негова е, а дише за мене. Газам срце уморно, од љубов фрлено, а само таа може да уме од дното да ме извлече. Но пак те молам, Боже, сокризе ми се,
Браво бенд, без неа не постојам. Убава љубовна песна. Тоа беше се од денешното издание на Сончевина понеделнички, фино истеравме, а имавме убаво гостување, ќе имаме и утре, се разбира. Значи утре следете на затоа што ќе биде ќе ја видите втората трансформација во соработка со Сашо и Мики ексклузив и поново во соработка со дефинитивно еден од најдобрите шминкери, тоа е Глигор Бадев, јас лично се уверив во тоа, поздрав и до него и ќе биде многу интересно затоа што имавме 30 годишна дама, Сонја, поздрав до неа, која што ни дозволи да направиме она што мислевме и на вистина резултатот беше очигледно подобар. Утре ќе имаме интересно гостување, нови содржини, нови прилози, во очекувам на исто место во исто време и на самиот крај поздрав до Сашо и Мики ексклузив, Ламер козметика и Оптика Ели, луѓето кои што секогаш изобилуваат со најдобар дизајн на оквири, како за диоптерски, така и за очила за сонце. Поздрав и останете си вие на ТВ Сонце, не мора да смените. А со мене се дружите утре во истиот термин. Чао!